Истотоку започна 8-та поред национална конференција за ракот на дојката, на која ќе присуствуваат представници од Министерството за здравство, Фондот за здравствено осигурување на Македонија, како и лекари од приватните и од државните болници, кои ќе слушаат предавања за ракот на дојката, но и методи за лекување на оваа болест. Она што е интересно е што на оваа конференција за прв пат ќе биде потпишан меморандум за соработка со повеќе невладини организации кои работат на полето за борба против ракот на дојката, а исто така ќе биде формиран и така наречен сојуз на организации на пациенти. Дел од оваа конференција ќе биде доктор Светлана Темелковска од клиниката за радиологија. Токму таа е наша денешна гостинка во Дневник на Канал 5. Разговараме токму на оваа тема. Докторке, најнапред добар ден и добро дојдовте во вестите на Канал 5. Министерството за здравство нуди бесплатни превентивни прегледи за рак на дојка кај жените. Кажете ми колку жените ги користат овие превентивни прегледи, колку се свесни за важноста на раното дијагностицирање од една страна и од друга страна колку државата учествува во едукација и подигнување на свесноста кај нив. Добро вечер и на вас и на вашите гледачи. Нашата жена знае дека треба да оди на редовни мамографски прегледи, доаѓаат, апсолутно до сега тоа секој е организирано, евидентирано. Одзивот од скринингот, програмата што е национална државна програма, финансирана од Министерството за здравство, е околу 70% од април месец, од 7 април како што почнавме до денес. Така. Што е со жените? Постојано во медиумите зборуваме за превентивноста, меѓутоа што е со жените што веќе се дијагностицирани со рак на дојка? Како тие понатака да се справат со оваа болест и колку здруженијата од типот на Борка помагаат во смисла на давање поддршка на овие пациенти? Јас би сакал само да кажам нешто. Не постои превенција од рак на дојка. Значи нема нешто што може да направиме за да немаме рак на дојка. Можеме само ние како лекари рано да го откриеме. Значи не пациентката сама, туку ние, така наречените рани фази, каде што излекувањето е до 30%. Значи секоја трета жена ќе преживее со рано откривање. Што понатаму со жената? Јас сум многу среќна што постаа здружение како Борка, бидејќи они имаат цел тими на психолози кои апсолутно се битен дел од тимот кој работи со жените оперирани од рак на дојка. Се надевам дека и во државно јавно здравство ќе можеме наскоро тоа да го возможиме. Така, овозможува ли нашата држава квалитетен третман на пациентите со рак на дојка или сепак можеби постојат одредени области во здравствениот систем на кои треба да се поработи во иднина за да се зголеми квалитетот на животот и лекувањето на овие пациенти? Токму скринингот мислам дека тоа и ќе го направи, бидејќи ние имаме прекрасна апаратура на клиниката за радиологија, но се нарачени уште 6 мамомати дигитални за другите установи каде што заклучивме дека опремата не е соодветна. Она е проверена од страна на физичар, доктор Весна Гершан е медицински физичар кој ги проверува апаратите. Во однос на едукацијата сум пресрекна што почнавме со едукативни семинари, курсеви и многу сум срекна што можам да го најавам професор Ласло Табар. Колегите што работат рак на дојка знаат кој е тој. Он го оформи скринингот во Скандинавија, ќе ни биде гостин во ноември каде што ќе одржи курс и едукација на сите доктори што ќе работат скрининг.